Откако во неделата на полнок истече рокот за составување на нова влада по одржаните предвремени парламентарни избори, а ДУИ не донесе одлука за коалиција, одлуката за преземање следни чекори сега останува на председателот Ѓорѓе Иванов. По негова иницијатива, председателот Иванов денеска на консултации за актуелната политичка ситуација со политичките партии, кои се застапени во Собранието на Република Македонија. Од кабинетот на председателот информираат дека Иванов како досега, така и понатаму ќе постапува исклучиво во рамки на своите права, должности и надлежности, почитувајќи го уставот, а во интерес на државата и на граѓаните на Република Македонија. Консултациите следуваат откако шефот на државата вчера се сретна со председателот на Уставниот суд Никола Ивановски, а претходно имаше средба и со шефот на делегацијата на Европската унија во Република Македонија Самуел Жбогар. Иванов на вчерашната средба со председателот на Уставниот суд истакнал дека досега постапувал исклучиво во рамки на своите права, должности и надлежности, почитувајќи го уставот на Република Македонија. Председателот посочил дека и во однос на актуелната ситуација ќе постапува во согласно со уставните одредби и исклучиво во интерес на државата и на граѓаните на Републиката. На средбата која Иванов ја одржа во понеделникот со шефот на делегацијата на Европската унија во Република Македонија Жбогар, станало збор за актуелната политичка ситуација во земјата и за ставот на Унијата по ова прашање. Ставот на Европската унија во однос на политичката ситуација во Македонија повторен и денеска. Портпаролката на неформалната влада на Европската унија Маја Коцијанчич денеска повтори дека официјален Брисел очекува широка владина коалиција за справување со сите предизвици, откривајќи дека меѓу нив е и решавање на билатералните прашања, што се разбира дека е спорот за името со Грција. Ние мислевме на потребата да се има широк политички консензус и широка коалиција, така што земјата ќе може да се справи ефикасно со многуте предизвици што предстојат. Спроведувањето на итните реформски приоритети, договорот од пржино и решавање на билатералните прашања во исто време ќе бара силна посветеност од сите политички партии. Затоа ние ги поздравуваме тековните напори на председателот Иванов да се ангажира со сите политички партии, посочи портпаролката на Европската комисија. Ставот на Европската унија е дека сите главни партии изјавија дека се за реформската агенда за Европската унија и се согласуваат дека патот кон унијата е стратешка цел на земјата. Ако тие работат заедно кон оваа заедничка цел, тие ќе имаат де факто уставно мнозинство, што е важно на патот на европската интеграција, заклучи Коцијанчич.